Slaven piri nedogleden, svrvo i nebo topira. Tam se rodi car pirinski, slavenjane sandanski. Strah i trepet za dušmani, borba narod povede. Reka od krase proleja, taja pirin planina. Dušman nigde ne se svrte, taja pirin planina. Može braća da zaginam, borba stiram prokleten, grobota mi napravite, na varapiri planina. Zada možam da ih gledam, pardar piri nige, da si vidam sonce nad njih, mirno da si počivam. Zada možam da ja gledam cela Makedonija. Gorata mi začas molkna, pirin štaga mi se svi. Slave pesna ostrah zapra, borba ja ne zagina. Grob od mugo napravija, na varpirin planina. Zada može da ja gleda cela Makedonija. Zada može da ja gleda naša Makedonija. Zada može da ja gleda cela Makedonija. Zada može da ja gleda naša Makedonija. Ke ostane li nešto od slobodna Makedonija? Dobar den i dobre dojdovte na programata vo Fokus so Silvana Pavlovska. Danes продолжуваме со делото на Димитар Митрев насловено Пиринска Македонија и затоа и песната Од Васка Илиева за Пиринска Македонија и за Јане Сандански. Четивото Балканот на балканските народи, што го започнавме пред некој ден, денеска би сакале да го завршиме. Да спомнам дека ова е дел од програмата посветена на македонската книжевност и историја. Пак, во духот на аналогијата помеѓу некогашното и сегашното како застапување на иста теза, би споменал, вели авторот Димитар Митрев, колку битна беше со самото свое постоење полемиката на основачот на словенската филологија во Бугарија Александар Теодоров Балан. По повод знаменитата книга на Мисирков за македонските работи, авторите на брошурата ја промоучуваат таа најсугестивна појава на пробудена македонска национална свест, а за разлика од нив, и тоа каква. Балан реагираше најостро уште на другиот ден по излегувањето на книгата, што беше стројна научна пледоарија и на спецификите на македонскиот јазик во неговата суверена посебност.
Балан уште пред 65 години, пишува авторот Димитар Митрев, со најсериозна загриженост за каузата на големо бугарските претензии спрема Македонија, го определи делото на Мисирков како најголема опасност за иднината на таа кауза. И бараше од бугарската влада да биде уништено тоа ремек дело на веќе научно култивираниот македонизам. Владата го задоволи барањето на Балан, но иднината го стори своето. Одрекувајќи го Мисирков со повикот за опасноста што ја шири, доаенот на словенската филологија на Бугарија во Бугарија се плашеше од реализацијата на Мисирковите перспективни визии. И судбината посака така, што Балан влезе во гроб во доба на целосна оствареност на некогашната пледоарија на Мисирков. Но она што го стори Балан во 1903 година, авторите на брошурата се не наоѓаат за потребно ни да го споменат. И тоа е сосема во духот на нивната пропагандистичка логика. Премисата на таа логика се врти и превртува единствено околу произволниот силогизам за раѓањето на македонската нација во пазувите на некаква ововремена политичка комбинација. И пак во правецот на нивната логика, сегашното неполемизирање со Мисирков е сосема сватливо по правилата на пропагандистичката игра. Бидејќи само таа своевремено уништена книга е достатен одговор на одново изнесените произволни проекции во светот на македонското минато. Науката има своја логика, но и пропагандизмот не е без логика. Заборавот на едната нужно води кон префорсираност на втората логика. Но има во брошурата одсутност и на нешто друго, на нешто свое, но несвојствено за избраниот манир. Извршена е во неа негација и на дело собствената историографија. И тоа на она најпрогресивната, и како наука, и како политика. Стожерниот мотив во брошурата е Сан Стефанска Бугарија. Но феноменот на таа никогаш неостварена Бугарија одамна е објаснет од бугарската најпрогресивна историографија. Прв што го стори тоа беше основачот на научниот социјализам во Бугарија и лидерот на бугарската револуционерна социјалдемократија, а подосна и на БКП Димитар Благоев. Уште во својата статија објавена по Лениновата искра, а и во своето капитално дело наречено Принос кон историјата на социјализмот во Бугарија, тој ја изрече вистината дека царска Русија го создаде договорот во Сан Стефано како еден тактичен маневр, како една вешто пресметната дипломатска комбинација, како предигра на својата политика за доминација на Балканот, па затоа и како ривалски чин во однос на Австро-Унгарија. Благоев тврдеше како царска Русија, не помалку од другите големи европски сили, знаела дека една таква Бугарија не е во интерес ни на една од нив и на сета нивна севкупност. И пак прв го изрече зборот фикција и со тоа ја даде најавтентичната дефиниција на Сан-Стефанската химера. За руската дипломатија беше достатна самата фикција, за да стане таа фикс идеја на идните бугарски генерации. Со незиното тврдење да се осигура трајњето и на едно се посилно русофилство во бугарскиот државно-политички живот, Благоев истакна дека предиграта во Сан Стефано беше премногу плитка за разумните луѓе и премногу примамна за наивниците. Големата и братска Русија го возможува на зелената маса постоењето на едно фантастично проширена Бугарија, но другите големи сили го урнаат делото за кое не сонувал ни еден бугарин. Одовде и луцидната метафоричност на зборот фикција
Наивниците кои по правило веруваат во соништа, наивниците кои по правило веруваат во соништа беа дотолку овчедушни што немаа никаков слух за правилата на тогашната дипломатија. Оно што се изнесува на зелената маса е прикритие на вистинските намери. И пак Благоев тврдеше, ако Русија беше реална во својот санстефански чин, зошто подоцна стана иницијатор за поделбата на Северна и Јужна Бугарија? И зошто го потпуцна крал Милан да ја објави српско-бугарската војна една во целост, неправедна војна спрема Бугарија? Во еден толку судбоносен момент за младата бугарска армија, Всеројскиот император, тоест Всеросијскиот император, го нареди враќањето на руските воени инструктори. И уште во она време Благоев, со крајна реалистичност, ја определи Санстефанската Бугарија како акт на една илузија управена кон русофилската покорност на бугарските луѓе. Па брошурата денес докажува дека перфидноста на рускиот царизам на вистина успеала да создаде една жилава илузија. Дотолку жилава што трае и во наше време. И трае кај бугарски луѓе, што се самоозначуваат како марксисти. Во однос на некои други проблеми, тие и действуваат како марксисти, но во кругот на една прононсирана проблематика ја играат пантомимата на илузионисти. Ни малата советска енциклопедија од 1930 година со своето категорично укажување на балканската политика на рускиот царизам, која секогаш го преследувала преобразувањето на Бугарија во Задунавска губернија, не им помогна да се ослободат од овој нивен фрапантен илузионизам. Сосема во третманот што го имаше Благоев во однос на Санстефанската илузија, беа искажувањата на уште еден од првенците на бугарската социјалдемократија, а подоцна прв председател на Советската социјалистичка република Украина и прв советски амбасадор во Париз, кој заврши во Сибир како жртва на сталинските чистки. Тоа беше доктор Крстју Раковски, кој со својата или во својата знаменита книга Русија на исток, објавена во 1905 година, кажа дека Сан Стефано е најкобната заблуда на сите оние што си ја позволија наивноста да помислат дека една голема сила, каква што беше царска Русија, можеше да биде заинтересирана за создавање на било каква голема држава на Балканот. Раковски изнесе бројни документи од руската дипломатска архива во кои се согледува дека нема никаква разлика помеѓу политиката за расцепканост и за меѓусебна спротивност на балканските земји што ја водеше Русија од онаа на Австро-Унгарија и на другите големи сили. Разликата е само во тоа што со санстефанската фикција се подсилуваа позициите на русофилските буржоазни партии наспроти оние на австрофилските. И таа игра на делење и цепкање, тврдеше Раковски, ќе трае се до тогаш додека балканските народи не најдат во себе сили да им се противстават на силите што невозможуваат Балканот да биде на балканците. Еден од најистакнатите историчари на социјалистичкото движење во Бугарија и еден од раководителите на тесните социјалисти Христо Кабакчиев напиша бројни трудови во кои Санстефанскиот чин беше означен како удобна пропаганда кон остварувањето на завојувачките претензии на дворецот и реакцијата на Бугарија спрема Македонија и спрема делови на Србија. Повикот на Кабакчиев беше упатен кон балканската социјалдемократија за извојување на Балканската федерација
koja jedinstveno može da ги предпази балканските народи од политиката на сфери на влијанија што ја водеа во прв ред Русија и Австро-Унгарија. И пак, Кабакчиев закучуваше дека обидите на Бугарија кон хегемонијата на Балканот се равнозначни на самоуништувањето, самоуништување на нејзината национална независност. Сето тоа не постои во брошурата и се знае зошто не постои. Незиниот јасен контекст не бара ништо повеќе од обновување на злосреќната желба за бугарска хегемонија на Балканот. И од тоа логички произлегува дека на незините автори им се единствено родствени само оние некогашни автори што ги подбуцкуваа бугарските маси кон војни за хегемонија на Балканот. А тоа подбуцнување и водење кон такви походи секогаш завршуваше со несреќите на национални катастрофи и со губење пределби на Добруџа и Тракија, а кои на вистина и припаѓаа на Бугарија, вели Димитар Митрев во неговата книга Пиринска Македонија. Во контекстот на носталгијата за неоствареноста на Сан-Стефанската Бугарија, брошурата одново го третира македонското прашање како последица од таа неоствареност. Ако било поинаку, ако останале во сила оние граници на бугарската проширеност, не би постоело никакво македонско прашање. Но штом работите на историјата се поставаат со ако, има уште едно ако. Па ако македонците навлегле во своји се поразгорени борби во името на своите национални права, поради некаква нивна тешка разочараност од обезпредметувањето на Сан-Стефанскиот договор со оној во Берлин, зошто тие беа недоволни од постоењето на бугарската екзархија во Македонија и зошто водеа борба против незиното господство врз црквеното и училишното дело во Македонија. Како можат бугари да бидат против институцијата која со дејството на верата и просветата ги запазуваше и ги култивираше како бугари? Но тие веројатно не биле тоа, бидејќи е познато постоењето на антиекзархискиот отпор на секаде во Македонија. Вистината е во тоа дека Бугарија никогаш не била толку силно и толку продолжително во Македонија, како што било тоа во време траењето на екзархијата. Па ако македонците беа бугари, зошто се бореа против таквото постоење на Бугарија во нивната земја? Зошто? И уште нешто во овој правец на логично третирање на нештата. Ако недоволството од неоствареноста на Сан-Стефанската Бугарија значеше нешто за револуционерните борби во Македонија, зошто создателите на внатрешната македонска револуционерна организација го поставија како свој краен идеал извојувањето на една слободна и самостојна Македонија, позната во историјската документација под името автономна Македонија? При постоењето на феномен на недоволство и разочараност, природно беше да се постават идеалот на голема Бугарија, а не на автономна Македонија. Зарем само тоа? Зошто траеше повеќе од 2 децении епопејата на антиврховистичката борба, тоест на борбата што се разгоре од првин во Пиринска Македонија, а потоа се пренесе и во другите македонски краишта против навлегувањето на бугарските офицерски чети. Еден народ што се чувствува бугарски можеше само со врвна радост и понесен од врвни очекувања да ги пречекува и да им помага на тие чети.
а стана токму обратното. Овој народ ги разоружуваше и ги враќаше назад како непријатели на неговото собствено револуционерно дело. Тоа значеше гонење на бугарската армија од територијата на Македонија. А предводниците на тоа гонење беа Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Јане Сандански. Беа оние кои во текстот на брошурата се означени како превосходни бугарски националисти. И не е потребно овде да цитирам, вели Димитар Митрев во неговото дело Пиринска Македонија, и не е потребно овде да цитирам како се изјаснуваа тие за антимакедонската политика на великобугарскиот врховизам. Па ни она што го тврдеше Сандански за националната самостојност на македонците. Тоа им е познато на авторите на брошурата, бидејќи стои и во текстови на некогашни бугарски историографи, што не сакале Македонија да ја согледаат поинаку од функционерите во историското оделение на БАН. Па справката за изброените бугарски националисти што биле превосходни борци против великобугарскиот врховизам, нека си ја направат апострофирани функционери. Анализаторскиот и синтетизаторскиот пристап во брошурата дотолку е вкаменет со својата статичност, што ни во еден пункт не признава процес на еволуција. Сите пак знаеме дека на еволуција потпаѓаат и поединци, и колективни феномени, па и процесите на национално култивирање. Што би било во развитокот на животот, кога луѓето би тврделе едно и исто? Постои еволуција и во диалектиката, па диалектичарите и особено материјалистичките знаат за неминовноста на еволутивните чинови. И се кажува во брошурата што кажувал за својата национална определеност Димитар Благоев во 1903 година, а не се кажува она што го искажал тој како резултат на еден собствен еволутивен чин во 1917 година. И познавајќи ги добро не од сега авторите со скруполи на статичност и антиволутивност, уште пред 2 години го објавив, пред 2 години, значи пред 2 години пишува авторот, оваа книга е издадена само за момент, 1986, значи 1984, авторот вели: и познавајќи ги добро, не од сега авторите со скруполи на статичност и антиеволутивност, уште пред 2 години ја објавив во Современост говорот на Благоев во Бугарското народно собрание по повод гласањето на воениот буџет на Бугарија во 1917 година. И знаете сите дека во овој говор Благоев кажуваше дека не е бугарин и дека сака Македонија како посебна словенска националност да биде слободна, самостојна и самоуправна. Уште еднаш ќе ја повторам оваа реченица на Димитар Митрев. И знаете сите дека во овој говор Благоев кажуваше дека не е бугарин и дека сака Македонија како посебна словенска националност да биде слободна, самостојна и самоуправна. И вашето бурно одобрување сега е аплауз кон оствареноста на таа Македонија и аплауз кон оној нејзин голем син, што уште во 1917 година ја предскажа незината денешна горда и победничка национална сегашност, пишува Димитар Митрев.
во неговото дело Пиринска Македонија, издадено од Мисла во 1986 година. Во науката е многу важно како се употребува и како се прецизира терминологијата. А во брошурата е употребена една терминологија што асоцира на се друго, освен на прецизен научен термин. Немајќи кураж да излезат пред сопствениот народ со напад на Ѓорги Димитров, на мислителот што со научничка прецизност ги разоткри корените и суштините на великобугарскиот шовинизам, на државникот што ги призна националните права на пиринските македонци, на политичарот што бараше мир, тоест мир и слога на Балканот, и во тоа име се бореше за најбратски односи со Нова Југославија и за националното единство на македонците. Авторите на брошурата прибегнуваат до еден термин што е целосно имагинарен во однос на самиот Димитров и на така означените негови врвни достоинства. Тоа е терминот левосектански курс. Левосектански курс. БКП, тоест Бугарската комунистичка партија, ја признала македонската нација и ја овозможила национално-културната автономија на пиринските македонци поради нејзините левосектански застранувања. Ја признала македонската нација и ја овозможила национално-културната автономија на пиринските македонци поради нејзините левосектански застранувања. Тоа е единствениот автокритичен акт во брошурата. Но тоа е една целосна невистинитост во историската смисла на употребениот термин. Во историјата на Бугарската комунистичка партија навистина постоел левосектантски курс, но тој постоеше по септемвриското востание во 1923 година и траеше до 1935 година, а во сето свое време траење беше опозиционерски свртен спрема Димитров. Што се однесува пак до изнесеното во брошурата левосектанско признавање на македонската нација, и во овој однос вистината е целосно жртвувана. Левите сектанти воопшто не се занимаваа со националното прашање, па не изразуваа став ни спрема македонската, ни спрема друга нација. Теоријата за нација беше вон од орбитата на нивните теоретизации. Нив ги окупираа чисто класни интереси и во нивно име ја застапуваа тезата на чистотата на класната борба. И јасно е дека терминот лево-сектански период е потребен за дезавуирање на ленинистичката тоест ленинистичката ширина што ја имаше Димитров во третманот на националното прашање. Со помошта на дезинформацијата за вистината околу овој период од историјата на сопствената партија, да се изврши негација на она што Димитров го стори за доминацијата на една подруга политика на Бугарската комунистичка партија спрема македонското национално прашање. И сите знаеме дека таа политика го носи името Димитровски, а не левосектантски период. Зошто? Прашањето од мене. Зошто не левосектански? Зошто Димитровски? И пак поради негацијата на Димитровскиот период со неговиот афирмативен однос кон македонската нација е извршена негација и на уште еден термин. Никаде
Никаде во брошурата не се споменува терминот великобугарски шовинизам. А овој термин не го измислил никој друг, туку најпрогресивните луѓе во Бугарија. Па оние што се во потрага по една подруга изворност, се покажале со амнезија за терминот што има свое изворно бугарско потекло. И пак Димитров беше најлуцидниот мајстор во разоткривањето на најбитните компоненти на овој заборавен термин. Уште во своите статии, пишуване во Советскиот сојуз во време на војната, тој кажа дека великобугарскиот шовинизам ја води Бугарија кон трета национална катастрофа. Пак тогаш, и за разлика од тврдењата на денешни бугарски генерали, кажа дека Бугарија ја игра улогата на Хитлеров джандар, полицаец, джандар. Уште еднаш. Значи, пак тогаш, и за разлика од тврдењата на денешни бугарски генерали, кажа дека, тоа е Димитров, се разбира, кажа дека Бугарија ја игра улогата на Хитлеров жандар. Поставувам турски турски збор на Балканот, жандар на Балканот, Хитлеров жандар на Балканот, и праќа окупациони корпуси против победничките сили на Југословенската народно-ослободителна војска. И во тоа време Димитров предупредуваше дека од таа обединета Бугарија нема да остане ни камен врз камен при утрешниот пораз на Хитлеровата Бугарија, тоест Германија, Хитлерова Германија, кој ќе биде пораз и на Бугарија. И по војната, а не во еден свој говор, овој трибун на меѓународниот пролетаријат им ги одредуваше на бугарските комунисти, антифашисти и отечествено фронтовци неодложните првенствени задачи за уништувањето на великобугарскиот шовинизам. И така се дојде до луцидноста на она Димитровска дефиниција на великобугарскиот шовинизам како, цитирам, рак рана врз живиот организам на Бугарија, што треба да се гори со вжештено железо и без чие уништување нема создавање на една нова и преродена Бугарија. Крај на цитатот. И сега, по 4 век, вели Димитар Митрев, железото се оладило и се разгорува и се шири метастазата на оној шовинизам, осуден и одречен од големиот Димитров. И пак по силата на најелементарната логика следи заклучокот дека нападите во брошурата не се свртени само против нас. Тие се свртени и против Георги Димитров. Тоа е така и само така, бидејќи ние и денес не тврдиме ништо подруго за вистинските побуди на кампањата, која сака да ги фрли бугарските луѓе во делириумот на една шовинизирана екзалтација од она што го тврдеше Георги Димитров. Но премелчувањето на димитровските тврдења и свртено и против здравиот патриотизам на бугарскиот народ, кој подобро од нас знаеше каква беше националната политика на неговиот најголем син. Тоа се напади против свеста и против совеста на сопствениот народ. Сокривањето пак на вистината, што била собствена вистина, значи да го поставиш сопствениот народ во состојба на стадо. И откако видовме дека во брошурата нема наука, го видовме и тоа дека нема во неа и бугарски патриотизам. И ќе посакали некој да праша дали почесниот председател на Бугарската академија на науките, филозофот Тодар Павлов, кој сега е и член на политичкото биро на Бугарската партија,
Ке побара и за оваа брошура Нобелова награда за мир на Балканот. Што и да посакаат и какви сакаат произволни метафори да си прават, нека го вршат тоа како што милуваат, вели Димитар Митрев. Но ние ќе им порачаме, цитирам. Социјалистичка република Македонија, која се наоѓа во срцето на Балканот, нема да престане да се бори за мир на Балканот, да се бори Балканот да стане собственост на балканските народи. Така вели Димитар Митрев, писателот на Пиринска Македонија. Дело Пиринска Македонија. Сокривањето на докажани вистини за сите луѓе со чувство за совесност е акт што навлегува во пределите на етичката оценка. Но за нас луѓето на науката, тоа сокривање како акт на безсовесност не е само етичка категорија. За науката и за научниците совеста е 100% работен атрибут. Без неа нема наука, нема научен пристап, нема научно докажување. Совеста е првиот испит што треба да го положи секој научник, за да биде тоа и за да действува како таков. Пред 8 децении Енгелс беше рекол, социјализмот стана наука, исправени лице в лице со брошурата на Бан ни останува да речеме, такви текстови водат кон изводот дека социјализмот престанува да биде наука. Еден збор беше употребен при отворањето на овој собир и сакам со него да завршам. Тоа е зборот загрижување. Да ве подсетам дека во претходниот дел на ова четиво беше спомнато дека нашиот писател Димитар Митрев учествувал на тој собир. Така да, ова реченица се однесува на тоа. Еден збор беше употребен при отворањето на овој собир и сакам со него да запишам. Значи, тој беше сведок на овој собир. Каде што брошурата била разделувана. А тоа е зборот загрижување. Тоа е точно, но веднаш ке речам, ние најмалку сме загрижени заради нас самите, ни за сегашноста, ни за иднината на овој наш македонски простор. Ние знаеме какви ќе бидат нашите идни генерации, вели Димитар Митрев, затоа што знаеме какви се нашите денешни генерации. Денес тие реагираа на еден начин, каков што единствено му одговара на народот што не позволува да се напаѓа неговото национално достоинство. Но што им носат наидните бугарски генерации невестинитостите што на самите нив им ги поднесува брошурата на бугарската Академија на науките или БАН, им носат ново затровување со големо бугарскиот шовинизам. И затоа ќе рече дека им носат опасна иднина. И ние, од името на братството обележано со светли периоди на историјата, во името на националната чест на бугарскиот народ, заради угледот на оние големи прогресивни мислители што овој народ ги дал, им препорачуваме на нашите бугарски колеги, за нас не е важно кој стои зад оваа брошура, туку она што стои во неа. А она што стои во неа има само едно име – шовенизам. И за сите научни институции во светот, тоа име е туѓо тело во битката за научна вистинитост. Ете, тоа беше вториот дел од 2 дела на ова четиво, насловено Балканот на балканските народи. Ако не сте го слушнале првиот дел, тој беше даден во етерот или објавен од програмата во Фокус со Силвана Павловска на 17 јануари 2024 година. Ви препорачувам да го проследите пред да го слушните овој дел. Следниот пат имаме едно ново четиво. Мислам дека ќе биде последно
четиво од ова мощно значително дело Пиринска Македонија на нашиот научник, писател Димитар Митрев. Насловот на тоа четиво се вика "Во името на што се обновува Сан Стефанската фикција". Значи, во името на што се обновува Сан Стефанската фикција. Не знам за вас, но јас доста работи научив, посебно во овој дел на ова четиво, што ви го прочитав денеска. Ако имате некакви приметби или мислења, слободно можете да ги искажете во оној дел испод снимката на ова видео. Да спомнам дека делото на Димитар Митрев, Пиринска Македонија, дел од програмата посветена на македонската книжевност и историја, која што во фокус со Силвана Павловска го емитува во последниве неколку месеци, почнувајќи ланската година 2023. А сега јас ќе се простам со вас, повторно со Васка Илиева. Секое добро и прекрасен ден од мене, Силвана Павловска. Славен Пирин недогледен, сврво и небо допира. Там се роди цар Пирински, славен Јанезан да сви. Страх и трепет за душмани, борба народ поведе. Река од крв се пролеја, таја Пирин планина. Душман нигде не се сврте, таја Пирин планина. Може браќа да загинам, борба стирам проклетен, гробот да ми направите на врв Пирин планина, за да можам да ги гледам Вардар Пирин Иге, да си видам сонце над нив, мирно да си почивам, за да можам да ја гледам цела Македонија. Гората ми зача смолкна, Пирин втага ми се сви. Славе песна остров запра, борба ја не загина. Гробот му го направија на врв Пирин планина, за да може да ја гледа цела Македонија, за да може да ја гледа наша Македонија. Ја следете програмата Во фокус со Силвана Павловска. До слушање, до следниот пат.